почитуван градоначалник на Куманово, градоначалник на Прилеп, почитувани градоначалници на Кратово и останатите општини кои што денеска сте овде присутни со нас, почитувани граѓанки и граѓани. Денеска го одбележуваме празникот Ден на Народното востание 11 октомври. Со акциите извршени тој ден во 1941 година беше означен почетокот на востанието на македонскиот народ и на сите други граѓани во Македонија против фашистичкиот окупатор. Сеќавањето и празнувањето на ваквите денови служи како потсетник на моментите од историјата во кои, кога е најтешко, но и најпотребно, нашиот народ демонстрира неизмерна храброст и истрајност. Историјата и историчарите ги имаат фактите, но дозволете денес да ги споделам со вас моите лични впечатоци за храбрите, слободолюбиви државотворци. Тој ден тие луѓе направија избор, историски избор, и потоа не само во Куманово и Прилеп, туку низ цела Македонија се кренаа на крилјата на идејата, на мислата, на стремежот. Македонија да ја направат дом на слободата, победник над фашистичкото зло. Презедоа одговорност да станат дел од светскиот победнички сојуз на државите што се кренаа против фашистичката закана. Може да биде наречена судбина, може да бидат дури и сплет на историски и политички околности, но храбрите борци за слободата во 1941 година со својот избор и со организираните партизански единици на Народно-слободителното движење го завршија делото наречено држава Македонија. Избра дури и да ги положат и своите животи, за да изградат од новата држава светилиште на слободата и да им ја даруваат на идните генерации како завет, да ја чуваат и да ја унапредуваат. Од тогаш наваму, во текот на сите изминати 77 години, ова беше нашиот завет. Овој завет не смееме да го прекршиме. Почитувани сограѓани, борци и соборци, влюбеници во слободата. Може да се каже дека раѓањето на македонската држава е резултат и на личната одлука на секој учесник и учесничка во Народно-слободителната војна. Секој од нив одделно препознаа дека е време за избор. Време да се биде дел од историјата што ќе се памети, што ќе биде инспирација и ќе се слави. Таа генерација наши претходници ја грабнаа таа историска шанса за да го остварат вековниот сон, своја држава. Држава на македонскиот народ и сите граѓани што живеат во Македонија. Држава Република Македонија. Борците на НОП им ја дарија новата држава на идните генерации да ја чуваат, да ја негуваат и да ја развиваат. А на светот, во светската културна ризница, му ги подарија безвременските скапоценности на нашата културна историја и традиција. Почитувани граѓани на Република Македонија. Празнувањето на значајните датуми и празници од нашата историја не треба да бидат само формалност и протокол. Празниците се добри моменти кога секоја генерација што ги слави и прославува треба да се запраша. Како да направиме чекор повеќе во освојувањето на слободата за сите наши граѓани? Како да го зачуваме она што го наследивме и како од Македонија да направиме подобра држава, подобро место за живење? Секоја генерација е должна да ги проширува видиците. Секој граѓанин на нашата држава. И да реагира тогаш, кога некој го блокира, го невозможува развојот. Оваа должност и одговорност најмногу им припаѓа на политичките лидери, на народните представници. Затоа мораме да продолжиме одлучно и храбро во остварувањето на нашата стратешка цел во оваа фаза од нашата историја, побогато општество и повеќе можности за сите, членство во НАТО, а потоа и членство во Европската Унија. Ова е време кога нашата генерација е исправена пред избор, што ќе одреди иднината на државата и на генерациите што доаѓаат. Сега е време на нашите деца и на идните генерации да им дадеме доволно причини да си го видат своето сопствено место во домот Република Македонија. Нашата мисија денес
е борба за економски развој и борба за секое ново отворено работно место. Нашата борба денес е да овозможиме европски можности за вложување во здравството, во образованието и инвестирањето во квалитетни и повисоки стандарди во македонското образование. Нашиот повик денес е да обезбедиме посигурна, безбедна и просперитетна иднина на нашите млади. Нашиот приоритет денес се инвестициите во инфраструктурата, во изградбата на патиштата, железници, како и помошта за македонскиот земјоделец, чија работа и труд заслужува вреднување и почет. Нашата мисија денеска е исполнување на нашите стратешки цели, кои овозможуваат реализацијата на овие приоритети. Сега е време да докажеме на последните скептици дека Република Македонија е новата ѕвезда во европското созвездие, дека го заслужуваме тоа место. На 11 октомври 1941 година, кога поривот за државност повика на акција, патриотите презедо акција. Вистинските патриоти го почитуваат минатото на својата земја, но многу поважен е нивниот поглед кон иднината. 11 октомври 2018 година е дел од востанието на нашата генерација. Ова е востание на гласот. Тој глас со кој што ќе осигураме иднината на слободна, независна, европска, просперитетна Македонија. Тој граѓански глас ги повика институциите да ја овозможат европската и атлантската и евроатлантската иднина на сегашните и идните генерации во нашата Македонија. Сега е редот на гласот на народните избраници во собранието, кои се исправени пред историската одлука за иднината на Македонија за сите нас. Пред 77 години борците од нов отпочнаа борба за иднината, а нашата генерација денес ја има таа чест да се избори за европската иднина на Република Македонија. Денес изборот за членство во ЕУ и НАТО го одредува нашиот патриотизам. Идните генерации ќе го слават само ако им дадеме повеќе причини за тоа. Како што нам причини за славие ни даде генерацијата на партизаните од антифашистичката и народно-ослободителната борба. Нека ни е честит и вековит 11 октомври, денот на народното востание. Благодарам.